Според извештајот на Државната изборна комисија од подрачјето на општините Битола, Новаци и Могила не недостасува ниту еден прашалник од теренската проверка. Државната изборна комисија на вчерашната седница го усвои извештајот за податоците од теренската проверка од подрачното одделение од Битола. Информираа дека собирањето на податоците и нивното пренесување во електронска форма помина без никакви проблеми, истите беа навремено доставени. Битола е една од ретките големи општини. Кога мислам на големи општини, тоа мислам како Прилеп, да речем Штип, Скопските општини, е една од ретките каде и во електронска обработка, и во достава вратени податоци и евидентирани прашалници, колку што ги задолживме анкетарите, толку ни вратија. Тоа беше бројка, како што напоменав, од близу 3849. Ја тука го имам записникот, без ниедна грешка. Од вкупно 3849 гласачи кои беа предмет на теренска проверка, на околу 500 им беше доставено известие да се јават во подрачната канцеларија. Тоа се граѓани кои живеат на улиците Караорман, Љубоњо и Козијак. Претежно мислам на тие улици и поголемиот број од нив дојдоа тука и се евидентираа. Меѓутоа тие што не успеа, бидејќи рокот беше многу краток, 3 дена само, истите ќе бидат предмет на обработка во Државната изборна комисија. За оние преостанатите кои ќе бидат предмет за обработка во ДИК се смета дека не живеат на адресата на која е наведено. За дел дека се на привремена работа во странство или дека се трајно иселени од земјава, а за дел дека се веќе починати. Некои од нив ќе се проверуваат административно, а другите преку матичните служби Министерството за внатрешни работи и катастарот.